Да, одиме понатаму во тој контекст и тие културни случувања што се случуваат во Охрид. Ќе ја поздравиме нашата колешка Росица, која што ја имаме на линија и која што ќе ни го најави случувањето Охридски музички бисерник и нејзиниот соговорник Христијан Томевски. Добро утро, Росица. Добро утро, Оливера. Не случајно ја избрав оваа локација, од каде што како на дланка се гледа стариот дел на Охрид, вечна инспирација за многу староградски охридски песни, кои што пак 17 години со многу љубов и посветеност ги пеат членовите на вокално-инструменталниот состав Билјана. По тој повод, мој денешен гостин е Христијан Томевски. Добро утро, Христијан. Добро утро. Причини за твоето гостување има многу, но ајде најнапред, од каде љубовта кон охридската староградска песна и како дојде до формирање на вашиот состав музички? Тоа стварно е многу тешко да се опише со зборови, но ето е, да речам, една колаборација на Охридско езеро со луѓе од Варош, со стари луѓе кои ги пеат и негуват тие песни, и да речам дека ми е врежа на таа музика што се свири во овој град. Имавте од кого да ја учите, да ја слушате? Христијан, знам дека на Јован цело семејство му е музичко, нели? Апсолутно така е. И не само на Јован, и на други членови во нашава група, преходници се луѓе што се бавеле со староградска песма, дали биле пеачи, дали биле свирачи. Вие подготвувате реиздание на песнарката Охридски музички бисерник, кое што е дело на Андреј Лабровски, кој за жал повеќе не е помеѓу нас. Зашто се работи? Така. Андреј пред неговата смрт ги нотира сите песни од стариот ансамбл Билјана, кои што беа снимени за тогашна Југотон продукција, и е, да речам, една збирка на песни што е прва од ваков формат, значи со ноти и со музика. Претходно сите песмарки што биле за овие песни напишани се само текстовите, а оваа е напишани се со ноти и со текст. Колку време работеше Андреј? Ти кога се договаравме ми кажа дека дури во една лоша здравствена состојба, тој до последен момент работеше на песнарката. Така е, значи тој веќе беше свесен за болеста што ја има и во такви моменти ја напише и ја заврши песмарката. Колку песни има во нејзе? Во нејзе има 66 дела, од кои 62 се песми и 64 се ора. Има некој од ова познатите староградски охридски песни можеме да издвоиме? Сите песни се нотирани, ама ево да речиме од умот се поизгубив, ја излези стара мајко, за Деспина, за Зарина, за Фросина, за Фанче и сите песни што се снимени од ансамблот Билјана. И се најубавите охридски староградски песни? Апсолутно, несомнено. Вие вечерва ќе имате така промоција? Така, вечерва ќе имаме промоција во 19:30 часот на Лапидариум. За тие што не знаат кај Лапидариум е одма до куќата на Робевци. А утре, по повод роденденот на Андреј, пошто тој беше роден на 16 јули, правиме хуманитарен концерт секоја година во негова чест и сите пријатели и другари се збираме на плажава Сараиште и ги пееме песмиве од Билјана. Тоа е од отворен карактер, така може кој што сака да присуствува и секој е стварно добре дојден, затоа што сите средства што ќе се собрани на тој концерт се донираат во хуманитарни цели. Така, ќе те вратам са малку на песнарката. Како тоа оди забележувањето во форма на песмарка на тие песни, Андреј? Дали е комплицирано? Да, комплицирано и си бара посебен софтвер, компјутерски софтвер за да се нотираат песните во таков формат. Значи, човекот беше студент на Финки и му беше блиска технологијата, така да
Мислам дека немаше во тој момент некој проблем од технички аспект, да речем, за да го направи тоа. Потоа таа преснака се продава, Христијан? Да, значи посетителите денес и утре на концертот и на промоцијата ќе имаат можност да ја купат песнарката по промотивна цена од 400 денари. Потоа ќе е друга цена, ама за овие 2 дена ќе биде промотивна. Дали исто може да се учи? Може да се учи. Значи сите луѓе што знаат да читат нотно писмо може да слободно да свират од песмарката. Вие сте наследници на некогашните охридски трубадури. И навистина е значено она што го правите. Колку мина сте членови на Билјана, Христијан? Моментално Билјана брои 7 членови. Има некој од вас високо музичко образование? Да, има, но интересен момент е што дел од членовиве сме само со нижо или воопшто без музичко образование, едноставно љубовта кон музиката и кон инструментот е повлекла да ги негуваме овие охридски староградски песни. Имате во план да одработите или да испеете? Имате, предпоставам, голем, широк репертоар, меѓутоа верувам дека на секој настап победувате и некоја нова мелодија, можеби што е подзаборавена, што сме подзаборавили ние охриѓани. Апсолутно. Значи, тоа е нашава задача, да ги негуваме староградските песни и во моментот кога ќе почувствуваме дека некоја песна е подзаборавена, да ја извадиме и да ја слушнат луѓето. Има некоја песна што посебно е сакето охриѓани, па и гостите што се бројни на ривиерата, да ја слушнете и ја бараат од вас да изведувате? Чинам дека не знам дали би избрал, има повеќе песни, но ајде би рекол дека ето за Зарина и ја излези стара мајко може да се меѓу омилените песни на охриѓани. Не случајно избра, пак ќе речем, оваа локација, не само заради стариот дел на градот. Вие овдека направивте на Петровден, како и секоја година, меѓутоа го нема на вистински ден спектакл со она музички концерт на вода, така. Како дојде идејата на тоа да се организира, Христијан? Идејата е одамна, уште пред комунизмот, пошто во комунизмот не можело да се прават верски обичаи надвор од црквите. И влечи тоа уште од пред тој период, значи порано Павловден бил ден на рибарите, а црковно сатот менува од 5 сатот. И на Петровден се збирале, значи, луѓе од Варос, рибариве, со музикантиве, се збирале во црквата Свети Јован Канео, се држала богослужба и од тука со кајчиња и со музика по езерово оделе денесно хидробиолошки, кај што е, и правиле пикник. И ние, инспирирани од таа традиција, почнавме во еден друг формат во 2013 година да го правиме овај настан. Значи, додевме сами со кајчија по езерово, од Канео после богослужба врвевме само музика, да. Так. Само музикава беше со кајчи, со веслање си одевме покрај Кејов. Но, поради ковид условите, не можевме да правиме некои такви настани што беа концерти, големи збиранки, ами за вода немаше никакви рестрикции. И во соработка со културолошката иницијатива 5 до 12 дојдовме до идеја да ја правиме иста ова пловидба, ама помасовно со кајчиња. Првата година бевме 10 кајчиња. Ова година, не знам, во еден момент чинам дека на ова место пловни објекти и на копно луѓе имаше нешто преку 2000. И сите во еден глас ги пеат староградските песни. Апсолутно и ужива. Значи, магијата што се случува на овој настан е неопишлива. Значи, луѓето, таква чиста емоција, стварно не може да се опише со зборови. Колку е значајно, Христијан, да ги негуваме охридските староградски песни и дали сметате дека на тој начин ќе ги зачуваме од заборав? Јас искрено, како охриѓанка, се плашам да не подзаборавам некој стар охридски збор, а камоли песна? Така е, значи, овие песни што ги пееме се идентитет. Ова е наша лична карта. И се овакви тешки времиња кога не според вие сте вака, вие сте така, ова е нешто што докажува кои сме и што сме. Значи, да речам дека се од огромна важност. Ваши идни планови, Христијан? Па, ето, работиме, имаме нови проекти. Од годинава имавме нов проект што го правевме пред месец дена, распеана чаршија.
Во план се да снимиме нови авторски песни. Лани и снимивме една песна и едно оро, годинава пак нешто ќе направиме, значи во план да се сними песна, така да цело време работиме и ги држиме луѓето, да речам, ажурирани на некој начин. Ги издавате тие мелодии како Вис Билјана? Како Вис Билјана, точно, за сите слушатели кои што сакаат, може да не најдат на социјални мрежи, на Facebook, на Instagram, а сите концерти и сите работи што ги снимаме, што ги работиме, може да ги најдат на нашиот YouTube канал. Значи, Вис Билјана ќе напишете и ќе не најдете таму. Христијан, јас ти благодарам за твоето учество во утринската програма и ти посакувам на сите вас, членови на Вис Билјана, ви посакувам многу успех и уште многу староградски охридски песни да ни испеете. Ви благодарам и ви благодарам уште еднаш на поканата. Оливера, повели ако имаш некое прашање. Благодарам, мислам дека опфативте се и се слушаме во некое наредно приклучување.